Дали казната затвор од 12 години за возачот Васил Јованов, која прегази младата девојка во центарот на Скопје во рамки на европската пракса? Ова е прашањето кое му го поставив на професорот од Правниот факултет во Загреб Александар Маршавелски. Колка изнесува највисоката казна доколку, например во Загреб, возач прегази пешак? Судот во секој предмет мора да гледа отежувачки и олеснителни околности и да според тие околности заправо одреди правична казна за сторителот. Значи, ако, например, некој веќе порано имал многу прекршоци, можда скривили повеќе нестреки, логично е дека овој пат, ако и некој загинал, дека ќе добие и поголема казна. Ако е на некој прв пат нешто му се случи, значи немаше порано ни прекршоци и со една грешка, значи со небрежност, заправо сторил сообраќајна несреќа, онда е логично дека ќе добие помала казна. Став е во Хрватска дека во секој случај кога некој е загинат, дека затворска казна мора да биде. Сега, тие казни исто се може да бидат од 1-2 години до, не знам, 7-8 обично, али рецимо просек е можда 4-5. И зависи дали едно лице загинато, можда две, дали колку е повредени. Сите тие околности утицат на казна. Која е најниската казна изречена за прегазување на пешак или која е највисоката? Па не знам точно. Јас, значи, оно што јас видов во пресуди, значи имам видено, значи, и 1,5 година за смртна последица и имам видено и 7-8 години за смртна последица, така да се зависи од околности, дали од возач, дали е млад, викам дали има деца, значи ако некој оди во затвор, некој мора да се грижи за деца и така натаму. Целото интервју со универзитетскиот професор од Правниот факултет во Загреб по кривично право Александар Маршавелски. Ќе имате можност да го следите во некој од следните изданија на ТВ магазинот Трилинг, а еве што ќе гледате во продолжение.